Земете Италија, например, само. Не знам дали гледачите, тоа е многу интересен податок, 62% од граѓаните на Аргентина се декларираат дека имаат некој италијанско потекло. Замислете кој нонсенс е да седне Италија и да попишува 62% од Аргентина. И по тие 62% од Аргентина, од населението на Аргентина, што е околу 30 милиона, околу 30 милиона се 62%. Значи, и према тие да гради економски политики тука. Зашто изјавите и на Маричич, и на Груби се јасни. Значи, они викаат, према диаспората, према луѓе што не живеат тука, према луѓе со децени, можеби, ево, што немаат лични документи, што немаат, можеби, и државјанство, према тие луѓе ќе биде правичната застапеност тука сметана. Ме сваѓате? Да земеме еден прост пример, да речеме, еве имаме едно село, во кој што мнозинство има, ајде да речеме македонците се 60%, албанци се 40%, така. И се 80% од македонците се иселиле некаде, и сега албанците се мнозинство, ама заради тие 80% од диаспора, сега повторно ќе се води мнозинство дека во селото имат. Значи, тоа е нонсенс. Тоа е апсолутен нонсенс. И најголема, како да кажам, најголем пропуст или најпроблематична работа околу таа средба е зошто е дадено дозвола овој срамен попис, овој непотребен попис на диаспората да продолжи. Значи, тоа треба да застане. Така нека. Да, и тоа е колку треба да се попишат, значи со месеци. Значи кај нас главен попис е пописот на диаспората. Еве и да го прозвам, нели мојот беше пратеник сега и министер, бившиот градоначалник Бочарски, сегашниот министер, вика, мене вика ми треба пописот да планирам, вика, економски политики. Па по диаспората ли ќе планираме ние економски политики? Што ни треба диаспората за планирање на економски политики? Целиот акцент е ставен на диаспората.